Шубава слика. Здраво, Кирил. Може да ти поставим няколко прашања? Здраво, и не, денес нема да правим исто ко Влада, бидејќи имаме многу сериозен играч и многу сериозна тема на муабет, односно ова е новиот T-Cross и прашањето е дали ова е навистина најдобриот кросовер. Ајде да видиме. Искрено не сум некој голем фан на кросоверите, од причина што сакам класичен теренец, сакам тој теренец да ми понуди и добри офроуд можности и добри практични работи. Затоа и не можам да сватам идејата на кросоверите, мали се, немаат офроуд можности, немаат многу практични работи, но искрено T-Cross за мене е дефиниција за тоа што значи кросовер и како треба да изгледа еден добар кросовер. Всушност има добар дизајн, има добри практични работи, има и добра вожња, има и идеја за целата таа работа околу кросоверот. Но сега ќе се задржам малце околу дизајнов, бидејќи видите го каков е. Ако го гледате од тука од страна, изгледа многу како едноставен коцкаст, што може би кај некои други модели ќе изгледа досадно, но тука е многу интересно и многу кул направено со сите овие детали кои што ги има низ дизајнот. Ќе ги видиме сега за кратко. Прво видите бојава, многу е добра. Причина што е ретро, да кажам. Многу добро ќе ми стои со фикјулето. Така да Volkswagen ќе биде многу интересно ако ми ја дадете на тест 3, 6, 12 месеци. Размислете за тоа, но се вратам на темава сега. Вакво возило се бира со ваква храбра боја. Не морате конкретно оваа боја да земете, можете и други што ги нудат во изборот. Портокалова има исто така многу интересно, има и црвена. Одлучете вие, мене оваа боја ми е фаворит. Сега, дизајнов, тука на задниот дел, многу ми се допаѓаат овие задни светла, кои што се споени целиот багажник со ова светло. Всушност не е ова светло, е мачки на око, но интересно изгледа. Тука е поставено и Volkswagen логото. Многу ми се допаѓаат овие кровни држачи кои што му давате на така помасивност, поробусност. Многу ми се интересни и овие линии во панелите од вратите и крилата. Не се нешто премногу вау, но му дават некоја интересна свежина и интересен дизајн. И на предниот дел изгледа така малку посериозно, потсетува на Passat, на Touareg, Tiguan, но доста интересен целиот дизајн и ќе продолжиме и внатре, бидејќи и внатре има некои интересни вакви ситни детали кои што го менуваат многу дизајнот. Да, и тука имате Volkswagen буфи. Не се нешто премногу приметливи, но интересно делуваат кога отварате и затварате врати. Одиме сега внатре. Сега, дизајнот внатре, исто така и тука многу ми се допаѓа од причина што го гледате каков е, не мора да ви објаснам премногу, но ми се допаѓа ова креативно решение кое што искористиле оваа пластика тука, да не биде само една обична пластика поставена, туку направиле комбинација од црна, сјајна и мат боја, која што многу едноставно решение, многу интересно изгледа, така да браво Volkswagen, многу добро решение, многу ми се допаѓа. Самиот дизајн не е нешто премногу вау, не е премногу футуристичен, но со овој момент изгледа многу интересно, кул, модерно, младечки ако тоа збор. Истото тоа го видовме и во Камикот, малку поразлична пластика со поразлично решение. Видете го тоа видео, одлучете кој повеќе ви се допаѓа, бидејќи Камик и T-Cross технички доаѓаат на истата платформа, имаат исти мотори, исти понуди, слична опрема, така да видете го и кажете ми што мислите кој повеќе ви се допаѓа. Инаку нема меки материјали, тврда пластика, но тоа не значи дека не се квалитетни, за разлика од некои други брендови модели што периодов ги тестиравме и ги возевме, кои исто така имаат тврда пластика. Разликата е тоа што тука е навистина квалитетно и изработена и пластиката сама е многу квалитетна. Всушност
каде да допрете и силно притискам, не крцка. Тоа многу ми се допаѓа и се чувствува стабилност. Сега, екранчево е 8-инчен екран, навистина многу добар екран, многу добар систем, респонзивен е многу. Сличниот екран го видовме и во Passatот, таму имаше нешто повеќе опции. Имате можност да го поврзете со телефон без разлика дали е Apple или Android, тоа можете го направите од тука преку овие два USB порта. Инаку тука доле имате голема остава за телефонот која што има и бежичен полнач, инаку голема остава имате и тука горе, која што е многу практична искрено. Имате некоја мала остава тука кај наслонот за раката и ми се допаѓа овој наслон што прво се движи, широк е и имате неколку нивоа нагоре да си го наместите онака како што вас ви одговара. Тука доле имате две остави за шишења, имате и пепелара, се договоривме нема пушење во кола. Имате голема остава во вратата, имате еден скриен дел позади што искрено се наоѓа многу. Воланот и инструмент таблата се типични за групацијата на Volkswagen. Не се нешто премногу вау, не се премногу нешто модерни, не се дигитални, но се окей, воланот ми се допаѓа искрено и на дизајн, и за држење, и на квалитет. Инаку на екранов немате можност да гледате паркинг камера, бидејќи нема паркинг камера во оваа опрема што малку ми пречи. А и кога сум кај камерава, прво ќе го видиме багажникот, бидејќи има голем багажник. Ајде да го видиме. Багажникот позади нуди 455 литри багажен капацитет, што реално е доволно големо и мислам дека е големо за сите, барем за мене е. Инаку ми се допаѓа тоа што не е превисока ивицата на браникот, што го леснува товарањето и истоварањето на поголем и потежок багаж. Ми се допаѓа исто така тоа што подот е заедно со ивицата на браникот, рамене, но можете тоа да направите на две различни нивоа, односно го имате првото ниво. Всушност миле дојде да им покажеме, бидејќи кога е спуштен најдоле имате висинска разлика, но кога ќе го кренете горе, што се прави доста лесно, имате рамен под, но исто така имате голем простор за товарање и одоздола. Инаку тука имате големо резервно тркало со целиот сет за промена на тркалото. Имате куки и за качалки, за жал нема приклучок за струја. Многу ми се допаѓа тоа што кога имате потреба да работите одоздола, ја кревате оваа даска и се заглавува на овие пластики тука, што е многу кул, многу го леснува работењето. Многу е добро тоа што оваа даска ако ви пречи можете да ја ставите одоздола. И ако имате потреба за да го зголемите багажниот простор, можете ги спуштите задниве седишта, но исто така можете да ги движите и напред-назад задните седишта, што дополнително ви го зголемуваат багажникот. Всушност, ајде да го видиме тоа и да почнеме да се возиме. Тука позади, еве ги седиштата што сега ги спомнавме, ми се допаѓа што со оваа рачка лесно можете ги движите напред-назад за да се зголеми багажникот позади, но и кога ќе се бутнат скроз напред, повторно можам да седам. Да, не е така удобно, допирам до седиштето, но сепак можам да седам, дефинитивно не на подолги релации, за на подолги релации можете да ги вратите назад. Ми се допаѓа што можете ги бутнете нозете длабоко под седиштето и да имате уште поудобна вожња, инаку имате голем простор за нозете, исто така и за главата. На средниот дел имате тенок, а висок тунел, кој што кога ќе седнете, седиштево тука е малце повисоко, за разлика од останатите две и искрено малку ми пречи. Имате простор за главата, имате простори за нозете, но малку се чувствувате неудобно тука. Исто така ви се бутнати нозете на страна, па мислам дека ќе ви пречи со останатите двајца патника. Инаку на оваа средна конзола имате два USB порта, имате и мала остава, која што супер што оставиле, но не знам колку е практична, од причина што е многу мала. Затоа имате голема остава тука кај вратата, бидејќи немате ниту наслон за раката, па не можете да оставате шишиња таму. Тука е голема оставата и можете се да си оставите тука. Ми се допаѓа што има вакви мали остави тука во седиштата, имате и кука и тука на овој столб, што искрено е доста практична. За седиштава
е интересно тоа што има Isofix куки кои што пластиките, оние што ги покриваат Isofix куките тука ги нема, отворени се, тоа многу ми се допаѓа бидејќи не ги губите, не ги кршите, лесно се постава детското седиште. Многу ми се допаѓаат овие куки тука за појасот кои што го држат појасот во оние моменти кога ги спуштате и кревате седиштата не ви пречат. И мислам дека заборев уште една работа, а тоа дека имате Isofix куки на предното совозачко седиште и кога сум кај него имате фиока под него, која што сега ќе ја покажам. Прилично е практична и прилично е голема. И искрено уште еднаш пак ќе кажам дека седиштава се многу удобни и тука позади и напред. Volkswagen дефинитивно ги има најудобните седишта и многу добра возња, што сега е време да видиме. Така да, ајде да одиме се возиме. Дечки, Volkswagen си е Volkswagen. Веднаш штом ќе почнете да возите било кој модел од овој бренд, ќе сватите зошто Volkswagen е толку посакуван и зошто го има тој статус во општеството, особено тука кај нас. Прво, е многу црсто, квалитетно изработено се што ќе видите и осетите. Има многу добра изолација, има многу мека возња. Дефинитивно Volkswagen ја нудат една од најдобрите и најмеките возњи и буквално е отпорен на сите дупки низ нашиот град и низ нашиве улици. Всушност тој би го очекувал од еден кросовер да има добра практичност, да има добар дизајн, да има богата опрема, да има многу добра возња, многу добра возачка позиција. Прво, многу ми се допаѓа тоа што има многу голем број на опции за регулирање на возачкото седиште на воланот. Можете се наместите буквално онака како што вас ви одговара. Јас во моментов го спуштив најниско за го добиам она поспортско чувство, но сепак сум издигнат над сите. Имам добра приленост што ми се допаѓа. Имате многу добар, лесен и прецизен волан и управувачки систем кој што лесно се маневрира низ град, иако ќе го видите вака големо возилото, но лесно се маневрира на помали улици и има добар круг на вртење. На поголеми брзини е доста прецизен. Во кривини ќе осетите минимално клатење, што до некаде ми е разбирливо, бидејќи е повисоко возилото, не е спортско, сепак е пофамилиарно и ми е окей тоа минимално клатење. Има многу богата опрема. Тука би се задржал на системите за безбедност. Имате систем за задржување на автомобилот во лента, имате автоматска кочница, имате системи за препознавање на оние слепи точки и имате и паркинг сензори. За жал нема паркинг камера. Искрено за возило кој што чини 20.000 евра и е акциска цена, инаку редовната е 25. Очекувам да има паркинг камера во овој пакет. Би ми била корисна искрено. Инаку под хубавата имате 1.03 цилиндричен турбо бензински мотор со 115 конски сили. Многу добар мотор, многу брз, многу стартен, изненадувачки воопшто не бучи и не тресе, бидејќи тоа го извојуваат како мајана за овие 3 цилиндрични мотори, но тука тоа го нема. Искрено може да ги задоволи сите потреби без разлика дали станува збор за фамилиарно возило, за некој што сака малку по спортски перформанси, односно на момент да се издува и при тоа нуди доста добра потрошувачка. Во моментов се движи некаде околу 7,5-7 литри. Можете со внимателно возење да го спуштите и нешто под 7, но дури оваа потрошувачка за мене е доста окей, бидејќи сепак поголемо возилото. Има неколку работи што ги приметив, можеби не се толку важни, но бидејќи се пали колава на старт-стоп копче, цело време се бунам бидејќи клучот го е стандарден, се отвара, нели овој скакавец како и да го викате. Ме буни искрено секој пат, ми треба време да се навикнам. И уште една работа што искрено ми пречи,
бидејќи се отвара и се заклучува со допир на кваката, потребно му е некоја секунда да подразмисли и повторно да кликнете за да му текне кога треба да отклучи или да заклучи во моментов што и да ви треба. Не е толку брз, пример во Toyota многу брзо функционираше, многу респонзивен беше системот. Ете тоа би го извел како одредени маани што малку ми пречат во секојдневното користење. Океј дечки, тоа беше новиот T-Cross, еден од финалистите за Златно тркало, каде што вие ќе можете да гласате за вашиот најпосакан автомобил. И сега да сумираме за крај, дали е најдобриот кросовер? Тоа го оставам на вас, вие да одлучите. За мене ова дефинитивно е дефиниција за она како треба да изгледа еден кросовер. Следете на YouTube, се гледаме многу наскоро со ново видео. Чао!